Дупки кои изјаат и се полнат со вода по секој дожд, разместени бекатон плочки и нерамнини е сликата на повеќето периферни и споредни улици во Тетово. Граѓаните реагираат дека особено горниот дел од градот со години наназад е запуштен. Улицата Гоце Делчев, која води до градските православни гробишта, е во многу лоша состојба, каде жителите на околните куќи не можат безбедно да се движат ниту пеш, ниту со автомобил. Се плашат дека секојдневието уште повеќе ќе им отежне кога допрва ќе падне снег на улица која и без друго е нерамна. Задни пат кога и беше Сали Безети, тој ga направи и од тогај те утака гласав мојаве не ни направи ништо. Овде некој 5 пати една дупка имаше, 1 метро, сами сме ја правеле. И бербат е цела улица се, што да ви кажам друго. Погреби проаѓа овде, све у калје. Улицата Гоце Делчев важи за најдолгата и најавтентичната улица во Старо Тетово. Како потсетник на една историја, оваа улица потребно е да биде редовно одржувана. Особено е значаен делот покриен со калдрма кој сведочи за едно минато време. Телевизија КИС во неколку наврати информираше за итноста од санација на улицата Гоце Делчев во Тетово, но и за потребата од зачувување на автентичноста на стариот дел од градот. Поголема грижа од страна на надлежните власти за населбите Поток, Колтук, Певчина и Двабреста би донела не само добробит за нивните жители, туку и можност за проширување на туристичката понуда на градот Тетово. Денес не успеавме да добиеме одговор од службата за односи со јавноста на општина Тетово. Ни рекоа дека утре ќе ни информираат за плановите за санација на улицата Гоце Делчев во Тетово.